И оваа година континуирано во ОСОУ Ѓорче Петров Прилеп во текот на летниот период, додека учениците се на одмор и професорите користат колективен одмор, ние изведовме неколку градежни работи. Пред се сакам да се заблагодарам и на прилепските фирми кои што произведуваат мермер, со тоа што донирае во нашето училиште каде што имаме рударско-геолошка струка, па го гледаат овој прекрасен ходник во кој што сега се наоѓаме. Беше донација пред се на фирмите Мермерен комбинат од Прилеп, Крин производство и порано во еден дел Крин КГ. Јавно им се заблагодарувам за тоа и се надевам дека учениците кои што доаѓаат во училиште ќе ги препознаат овие убавини и ќе сакат да ја изберат и таа струка. Во текот на летниот период работиме и еден кабинет за потребите на здравствената струка и предметот биологија. Тоа е кабинет за изведување на дел од практичната работа, е донација од германската амбасада. Јавно се заблагодарувам и на германската амбасада за таа помош. Во меѓувреме ги променивме и вратите од вецињата од санитарните јазлики учениците, а работиме и на поплочување на дел од санитарните јазли, меѓутоа тоа може да биде и со почетокот на учебната година и се надевам дека учениците ги дочекаме спремно оваа година. Се заблагодарувам и на локалната самоуправа за дел од средствата кои што ни ги префарли, се со цел да можеме сите овие активности успешно да ги завршиме. Летниот период се користи за работа во сите училишта, основни и средни, вклучувајќи и музичкото училиште на територијата на општина Прилеп, со цел училиштата на 1 септември уште поподготвени да ги пречекат учениците и вработените нормално. Условите од година во година се подобруваат, во многу се подобрени. Училиштата фактички да се непрепознатли од она што биле пред 12 години, така и случајот со Средното училиште Ѓорче Петров, каде што моментално сме денес. Се одвиваат 2-3 многу битни проекти и мислам дека со повеќе стотици илјади евра инвестиции, можеби до милион евра достигнуваат инвестициите во овој период. Ова станува едно од најубавите училишта, не само во Прилеп, туку и во Македонија средно училиште. И затоа интересот за запишување на ученици со новите струки е многу голем во ова училиште, не е како пред 12 години, кога едва и мака мачеа да собера деца за да склопат некако учебната година. Ние како локална самоуправа понатаму ќе продолжиме да инвестираме во училиштето. Нареден капитален проект за ово училиште ќе биде комплетна промена на фасадата во наредниот период со термоизолациона фасада, со што ќе се подобри енергетската ефикасност на училиштето, звучната изолација и секако изгледот на училиштето однадвор. Тоа е единствениот проект кој останува понатаму да се сработи, бидејќи се друго е сработено и во внатрешниот и во надворешниот дел, односно дворното место од ова училиште. Голема благодарност допатам до бизнис секторот, односно мермерните компании, Крин КГ и Крин производство, како и Мермерен комбинат, кој што ги донира овие плочки за да се разубави овој дел од училиште. Да упатам благодарност до бизнис секторот, до амбасадата на Германија, која те помогнаа во реализацијата на овие проекти.